Во вториот четврток од месец март се одбележува светскиот ден на бубрегот. Токму по тој повод од лице место ќе кажеме нешто повеќе за самиот светски ден, но воедно ќе кажеме и колку е застапена бубрежната хронична болест токму во Македонија па и ширум светот. Исто така како се одбележа овој ден, во продолжение слушаме од мојот денешен гостин, председателот на Сдруженијето Нефрон, господин Душко. Добро утро и добро дојдовте во утринската. Добро утро, поздрав до вашите и наши гледачи. Како и секоја година, вториот четврток во март е денот на бубрегот. Ова година Сдруженијето Нефрон го одбележува скоро 20 години. Значи, тоа е најодбележуван настан во светот. Кај нас првото одбележување во светот беше 2006, а Сдруженијето Нефрон се вклучи од 2007 година. Така да во континуитет го одбележуваме овој ден и не само вториот четврток во март, кај нас активностите трајат веќе една недела и ќе продолжат уште една недела. Драго ми е што во последно време, на почетокот тоа го правеше само Сдруженијето Нефрон, во последно време сите надлежни институции поврзани директно или индиректно со проблемите на бубрежната болест се вклучија заедно со нас или поединечно, така да овај настан се одбележува на повеќе места. Се одбележува во Министерството за здравство, се одбележува во клиниката за нефрологија, во сите диализни центри, не само во Скопје, него и во внатрешноста. Колку е застапена хронично бубрежната болест во Македонија па и ширум светот? Има ли некои статистики во однос на самите проценти? Ако реално гледаме, податоците се поразителни. Имено во светски рамки околу 850 милиони луѓе имат некаква бубрежна слабост, или тоа е некаде околу 10% од вкупната популација, меѓутоа тој број расте. Последните податоци зборуваат дека она што беше 10% сега е 11,7% со блага тенденција на пораст, што значи Македонија е исто во тие рамки процентуално и тоа е еден огромен број, 11,7 или 10%. Тоа е голем број на луѓе кои имат некаква бубрежна слабост и тенденцијата е на пораст. Само помал дел од нив завршуваат во крајната фаза со диализа или трансплантација. Тоа е во светски рамки околу 10 милиона луѓе, а во Македонија тој број на диализа се движи околу 1675, мислам да е сега последниот податок од февруари. Кои се оние главни причини кои што доведуваат до откажувањето на самите бубрези? Причини има повеќе. Меѓутоа во основа и најголем дел од проценти за бубрежната болест, причината е хипертензијата, диабетот, исто така нездравиот живот, значи конзумирање на поголеми количини на алкохол, цигари, земање на лекови на своја рака и секако има и генетски предиспозиции каде што во кругот на фамилијата, каде што има полицистични бубрези и болести, се пренесува од родителите на децата. На самиот крај, според мене, најважното прашање, кое што е поврзано со овој ден, како до подобра грижа во веќе постечките здравствени системи за токму во однос на оваа тематика? Ако ги знаеме причините, треба да се отклонат како би ги сочувале на нашите бубрези. Тоа е и мотото оваа година. Дали вашите бубрези се во ред, да се превенира, да се заштита здравјето на бубрезите. Ние како Сдружение 2 децении назад апелираме и едуцираме се со цел да се подигне свеста на населението, да се сочуват бубрезите, затоа што тие се едни од клучните органи
кои што се предуслов за зачувување на другите бубрези. Ние знаеме често да кажеме, чувајте ги вашите бубрези, бубрезите ќе го чуваат вашиот организам или ќе ги чуваат другите органи. Меѓутоа, потребно е исто во здравствениот систем да се овозможи едно систематско следење, почнувајќи од матичните лекари, отварајќи нефролошки амбуланти, редовно контрола барем еднаш годишно на креатининот и уреата, затоа што бубрежната болест се многу лесно открива. Со едноставна анализа на урината и на крвта се доаѓа дека нешто не е во ред со бубрезите и тогаш треба да се пристапи кон многу ограничување како би тој процес се успорил и да што подолго трае преддиализниот период. Имено да во таа откривањето во рана фаза овозможува пациентите што покасно да дојдат на диализа или да бидат трансплантирани. Мотото и апелот на нашето здружение е, значи, рано откривање, с големе број на трансплантации, поготово кадаверичниот починат донор и што помалку пациенти на диализа. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да ставиме акцент токму на оваа тема. Благодарам и јас. Вие сте секогаш нашиот збор помеѓу Сдруженијето и читателите, гледателите на целата програма. Уште еднаш благодарам што дозволувате да се слушне повеќе за овој горлив проблем, затоа што, ќе кажам, бубрежните болести до сега беа 7 по причина за смрт, веќе претендираат на 5-то место. Значи, еден огромен проблем. Благодарам уште еднаш. Токму за овој проблем се повеќе и повеќе треба да се зборува. Верувам во ова вклучување на лице место дадовме повеќе детали околу самиот проблем поврзан со оваа тематика, но воедно нешто повеќе за светскиот ден на бубрегот, односно самиот светски ден кој што има за цел да се подигне јавната свест.